Добар ден и добре дојдовте на мојот YouTube канал и во уште едно ново YouTube видео. Денешната тема е многу интересна тема. Сметам дека е една од најважните теми на мојот YouTube канал. Зошто? Бидејќи оваа тема резонира со Македонија и со целиот Балкан, затоа што зборувам за една траума која што е длабоко врежана во нашата македонска и балканска крв. Така што земете си кафенце, земете си нешто со кое што ќе можете да уживате во ова видео. Мислам дека прилично ќе биде долго. Така што уживајте во една заедничка дружба за да научите повеќе малку за агресијата, што стои позади агресијата, од каде произлегува и зошто ние денеска патиме толку инстинктивна, намерна, но и социјална агресија. Не би можела да зборувам за вакви теми, а да не почнам со се разбира детството. Ние во текот на детството создаваме некои примарни вредностни системи кои што на некој начин ги усвојуваме во нашата личност како дел од нашето воспитание и начин на функционирање во животот и во детството, и во основната школа, и во средното, па понатаму и во животот. Сите тие вредностни системи кои што ги гледаме, кои што ги учиме од нашите родители, што низ воспитание вербално, што низ индиректно воспитание, односно она што го гледаме од родителите и воопшто начин на функционирање на животот на другите луѓе околу нас. Тоа значи дека оваа траума на инстинктивен бес, агресија, нешто што не тера ние да реагираме на некој начин агресивно, всушност носи корени токму од детството. Бидејќи ако еден човек има во себе потреба да се манифестира агресија од себе, тоа значи дека во себе поседува одреден вид на фрустрација која што на некој начин го потиснува да биде слободен, затоа што едно дете кога поседува внатре во себе одреден вид на фрустрација, па и возрасен човек, тој од немок ќе сака таа фрустрација на некој начин да ја извади. Па затоа и децата и луѓето најчесто агресивните пориви, реакции, несвесни однесувања кои што имаат во себе нитка на агресија и гнев и бес, каде што ние манифестираме на некој начин таква реакција и емоција, е последица на нешто што тлее во нас, што не е всушност, што не мачи, што не ни дава мир, што не прави незадоволни и што не ни дава да живееме на некој начин слободно. Што значи кога ние поседуваме било каква фрустрација и незадоволство, дали од нас, дали од нашиот живот, дали од околностите во кои се наоѓаме, од луѓето со кои живееме или можеби општеството, околностите во кои што функционираме, не се добри, не ни создаваат еден вид задоволство во себе, кое што на некој начин ќе ни даваат простор да живееме еден поубав и хармоничен живот во кој што ќе можеме да растеме и да се развиваме, тогаш ние во себе раѓаме, вгнездуваме, создаваме и негуваме една фрустрација која што на некој начин заради немоќ ние ја потиснуваме во себе и кога таа еден ден ќе сака да излезе на површина, кога нештата ќе станат многу врели, жустри, ние на тој начин реагираме инстинктивно со безгнев. Но тука ќе опфатам неколку точки кои што сметам дека се навистина важни. Кои се тие? Прво ќе објаснам зошто во рамките на детството едно дете манифестира без гнев и агресија. Второ ќе објаснам зошто во адолесценцијата едно дете манифестира без гнев и агресија и инстинктивна агресивна реакција. И како трето ќе објаснам каде најчесто лежи фрустрацијата кај возрастните луѓе, односно најчесто тоа лежи во партнерските односи, знае да се манифестира и во семејните односи. Идеме на тие точки кои што сметам дека се многу важен дел од ова видео како примери за да сватите каде всушност се јавува таа агресија и како се манифестира последицата од детството. Би сакала да објаснам во кратки црти што е агресија и како можеме да ја дефинираме воопшто агресијата. Значи, со агресија на некој начин ние објаснуваме и даваме дефиниција дека тоа е негативно однесување кое што е присилно на некој начин и кое што е социјално неприфатливо и нехармонично во рамките на
општествениот систем. Значи со агресијата на некој начин ние го карактеризираме однесувањето на другите, кои што всушност се негативни однесувања. Сега, што подразбираме под агресија во генерална смисла? Агресијата може да се подели од два аспекти. Значи имаме една вербална агресија, која е вербална, нели, со зборови, пцуење, на некој начин клеветење, она што го споменувам стално во коментари кога читаме по социјални мрежи, ширење омраза, гнев, осудување, ширење негативна енергија, пцовки, како што кажав, осуди, критикување, значи јавно нешто кое што, например, јас на тебе те вербално те напаѓам со негативни зборови. Додека другата страна на агресијата која имаме физичка агресија. Физичката агресија се манифестира како што знаеме, тоа може да биде тепачка, шамар, може да биде до, да кажеме, размери кои што се малку посериозни, претење со нож, како што видовме и оние примери од Србија кои што ни беа со убиства, масакар, значи сите тие сваѓаат во една малце по сериозна физичка агресија која што се манифестира врз, нели, оштета, односно смрт. Меѓутоа, под физичка агресија може да спаѓа и штипење. Например, многу родители знаеме да ги штипат децата, да ги стиснат за рака ако им бараат премногу нешта во, да кажеме, во маркет и слично. Ако се досадни па или направат некоја белја, па родителот изреагира и го бутне или го истресе детето на некој начин. Сето ова спаѓа под физичка агресија, иако е на некој начин општествено генерацијски прифатлива агресија, тоа не значи дека не влие емотивно и физички и духовно на децата. Така што имаме уште еден аспект на агресија, таа е социјална агресија. Пред малку напоменав кога ние шириме омраза, кога клеветиме, кога оговараме исто така, кога правиме сплетки, кога на некој начин другиот го оговараме во ситуации дека нешто направил во животот, дека на некаков начин живее, кога критикуваме нечи начин на живот, кога сакаме да напакостиме на некоја личност со тоа што, например, на колегите ќе ја направиме црната овца и на некој начин таа одредена X индивидуа ќе ја ставиме на тапет дека е, не знам, некаква, затоа што, да кажем, одредена група на луѓе ја озборува таа личност како заради одредени нешта. Ја имам интересен пример на едно работно место кое што ќе го споменам и подоцна во, да кажам, во друга сфера, каде што, например, сум била гледана, перцепирана како чудна, како повлечена, како интровертна и не сум зборувала многу на работно место и на крај дознав дека всушност колегите мои зад грб ме правеле личност која што е некако чудна, која што е ненормална и така натаму. Што значи тој момент на правење нечија личност дека нешто е зад грб спаѓа во вид на агресија која што е социјална. Верувам дека многу од вас ќе се пронајдат во оваа тема, затоа што тоа е една општо нормализирана тема и примери кои што знаат често да се видат во рамките на работните места, во компаниите, во било кое работно место. Социјалните психолози ја дефинираат агресијата како однесување кое има за цел да наштети негативно врз другиот. Што значи, како можеме агресијата исто така да ја опфатиме како еден пример? Таа е секогаш на некој начин последица на некоја внатрешна фрустрација. Сите овие теми кои што ги три аспекти кои што ги опфатив на вербална, физичка и социјална агресија се всушност позадина на некоја фрустрација. Ако имаме вербална агресија, кога, например, родител кон дете вербално го казнува на некој начин со критики, со осуди, со пцовки, со било какви погрдни зборови, тогаш имаме агресија од родител кој што на некој начин има во себе фрустрација која што на некој начин од немок го тера да се манифестира врз детето.
Детето е немоќно и родителот најчесто таа внатрешна немоќ и фрустрација ја манифестира лесно врз понемоќното дете, затоа што родителот најчесто го перцепира детето како да е негова зависност. Јас сум те родила на некој начин и сега ти мене ќе ми бидеш роб, или мислам во еден ригорозен збор, меѓутоа така се манифестираат односите во родителството, затоа што тука во ова поднебје ја нема таа почит према личност воопшто и родителите најчесто се однесуваат кон децата многу лошо затоа што сметаат дека јас сум те родила, сега ти си под мои покриви, ќе те третирам како што сакам. Меѓутоа, ова третирање е всушност голема траума кај родителот, која што на некој начин не е исцелена, поради тоа што живеел исто така со непочитување од своите родители. Од друга страна, кога имаме физичка агресија, повторно за да се роди таа физичка агресија и гнев, најчесто ова е позната во историјата на, да кажеме, на мажите, затоа што тие биле секогаш малку поагресивни во однос на жената, затоа што имало примери на, нели, каде што сопствената немоќ или сопствената фрустрација мажот лесно ја манифестирал врз физичка агресија над жената, што и ден денес имаме такви примери и случаи во нашето општество и во многу други каде што мажот ја тепа жената, има физичко насилство, меѓутоа се обстојува во тие односи, но таа е друга тема каде што ќе зборуваме за козависничките односи во кои што се спојуваат жртвите и не може да се одвојат една од друга затоа што се научени од добро познатото обкружување во детството. Но за да се случи оваа физичка агресија, мора да постои одреден вид на фрустрација во личноста. Значи, темата која што сакам да ја опфатам во вториот дел на ова што го зборуваме, дека позади секоја агресија, вербална, физичка или социјална, еве веќе сме кога сме кај социјална, имаме социјална агресија каде што колегите сакаат да оцрнат друга личност на работно место. Заради личната фрустрација, заради несреќата на работното место, заради тоа што не се среќни, заради тоа што гледаат нешто подобро или поубаво во таа личност која што на некој начин сакаат да ја ставаат на црн тапет и на некој начин манифестираат љубомора, па за да ја намалат вредноста, тие ја ставаат како црна овца и дека нешто не е во ред или дека нешто со личноста штети или прави или е чудна, само за да ја спуштат нејзината вредност. Ова е типична фрустрација кај личности кои што се на некој начин поддржувачи да ја намалат сопствената фрустрација на сметка на зголемувањето на негативните стрели кон личноста која што на некој начин ја афектира нивната празнина. Ова се три важни аспекти кои што сметам дека се важни да се знаат како дел од агресија, затоа што се многу општествено, како што кажав, прифатливи, а повторно се нормализирани. Но ајде да се вратиме во детството. Како се манифестира агресијата? Агресијата, односно фрустрацијата во себе која што се носи, може да се манифестира низ многу ниски емоции на скалата на емоциите кај човекот. Тоа се без гнев, фрустрација, чувство на немоќ, чувство на негативна енергија, чувство дека не може да се променат нештата и на некој начин ние низ таа реакција на бес и што сакаме ние да фрлиме нешто, да направиме некоја физичка штета или да тој гнев кој што сакаме да го манифестираме во нас да ја испразни таа негативна состојба која што ја живееме и ние со реакцијата придонесуваме да го ослободиме гневот и фрустрацијата од нас на тој начин што ќе ја манифестираме кон надвор. Значи, ние нашата немоќ низ физичкиот аспект ја манифестираме кон надвор и што се случува? На тој начин се случува катарза. Емоционално ослободување од тоа што го носиме долго време како фрустрација во себе. Ова спаѓа дури и во децата, кај децата, значи кога дете манифестира агресија, ова спаѓа и кај возрастниот, кога возрастниот на некој начин го прави ова. А зошто возрастниот го прави ова? Затоа што тој живее според моделот и искуството на фрустрацијата во траумата која што всушност ја живеел во детството. Затоа што еден зрел човек нема да манифестира такви негативни
неприфатливи социјални однесувања. Меѓутоа, кога ние носиме траума на агресија, еден возрастен човек кога ја носи оваа траума, тој всушност функционира на ниво на дете и затоа велиме ова се емоционално и емотивно незрели луѓе. Зашто? Зашто едно дете не може рационално да размислува, туку тоа инстинктивно реагира врз основа на емоциите кои што ги доживува. Затоа еден возрастен човек, кога велиме манифестира гнев, бес, агресија, физички напад, физичко тепање, кога сака да наштети нешто, тоа е на едно примитивно детско ниво кое што не може да се контролира себе си и живее всушност со целата траума низ целиот живот. Ова се чести случаеви и секогаш кога ќе видите некој дека агресивно или свири во сообраќај или прави некои агресивни нешта или вика или се дере или било што прави агресија, притисок, негативна енергија, кој што праќа негативна енергија околу себе, тој всушност го вади од себе фрустрираното дете кое што на некој начин го живеел и во детството и во денеска, затоа што живее неубави околности, несреќни околности, го манифестира гневот и фрустрацијата на некој начин на надвор, затоа што е немоќен, односно мисли дека е немоќен и фрустриран од околностите кои што се наоѓа сега. Како еден ваков маж или жена доаѓа до овој стадиум? Еве ќе ви објаснам еден многу краток пример. Значи, детето во рамките на, да кажам, кога било мало, ако било тепано, ако било постојано шамарано, ако било во ситуации ставано дека што и да направи е грешно, или што и да направи, како што кажав и на почетокот на видеото, неприфатливо однесување кое што на некој начин го афектира родителот или го срами пред другите луѓе или го нервира или му вади на родителот гнев и фрустрација и чувство дека детево ми прави нешто што едноставно ме нервира и јас сега реагирам, му враќам затоа што тоа постапува на одреден начин и на овој начин родителот го тепа, го критикува, го вреѓа, го стиска, го шамара и така натаму и детето во овие ситуации е немоќно. При таа немоќ што се случува? Таложи во себе фрустрација која што на некој начин не може да се одбрани од родителот, не знае ниту како да пристапи поинаку затоа што не знае, нема кој да му објасни, а од друга страна е постојано критикувано и врз него манифестирано со негативни реакции на родителот и детето на тој начин од немок се повлекува, раѓа во себе фрустрација зашто си вели, добре, јас не можам, не знам како да се однесувам, не сум среќен, не сум задоволен, не ми е убаво вака, ова што се случува во овие околности, да кажеме ако нешто сака детето или има некоја потреба, а не му е задоволена, па врз основа на тоа добива тепање или пак, например, ако бара нешто, сака нешто, па врз основа на тоа што бара добива тепање и детето во себе чувствува фрустрација. И сега имаме две аспекти. Ако детето е подложно на интровертна карактерна личност, тогаш може да се повлече во себе. Ако е подложно на екстровертна личност, тогаш оваа фрустрација и како ќе ја манифестира врз физичко, предвидливо и очигледно однесување на агресивно однесување, затоа имаме деца, например, каде што се многу повлечени и наеднаш ќе чуеме дека детето се степало на училиште или овој пример кој што стално го давам во Србија со Коста Кецмановиќ, кој од едно дете кое што го фалеле дека е позитивно, дека е добро дете, дека за него на крај памет не би помислиле дека би направило такво нешто, всушност до тој степен отишла, ескалирала работата да тој гнев, фрустрација кој што го носел длабоко у себе, го манифестира на надвор. Затоа што интровертните деца и како многу се поподложни на големи емоции и се складираат во себе и прашањето е кога од нив ќе избие таа негативна реакција. Се разбира, кај некој во поблага верзија, кај некој во многу посериозна верзија, или може да биде потисната се до адолесценцијата и тогаш да излезе некој, да кажеме, мастовен криминалец. Во однос на агресијата која што се манифестира во поекстровертно дете, сите сме имале примери во, да кажеме, во
школа, во градинка, каде што имало некое дете каде што било многу погласно, поагресивно, погрубо, правило бели, штипало други дечиња, гризело, гребало и така натаму. Значи, ова се тие екстровертни манифестации кај агресивна, кај дете кое што е фрустрирано длабоко во себе и манифестира агресија низ многу полесен начин за него, за разлика од едно интровертно дете. Агресивното однесување се јавува како последица на тоа што детето трпи одредена фрустрација во рамки на домот, во семејната атмосфера, во односот од еден од родителите или воопшто не комуницирањето со детето и не работењето на детето да се третира како еден равноправен член, да се има вистински вредности, да се живее еден хармоничен, среќен и позитивен живот, каде што детето нема да афектира, да вградува во себе негативни емоции, а ќе афектира негативни исходи врз основа на фрустрацијата која што ќе ја таложи од околностите и семејната атмосфера во домот. Сега ќе ви дадам еден практичен пример за да ви долувам како едно дете знае да ја вградува во себе агресијата и гневот. Имав дете со кое што работев на една моја клиентка, каде што детето си пишуваше дневник. И малку поработивме на таа тема и што сака тоа во својот дневник да напише, што сака да извади и на некој начин јас низ тоа да видам каде лежи проблемот на неговата повлеченост, затоа што се работеше за интровертно дете. Така низ овој процес откривме дека всушност детето често добива тепање од страна на таткото и без причина, значи таткото е на некој начин изфрустриран дента или не знам нешто проблеми имал приватно на работа и гневот го истура на детето. И детето всушност тој гнев, фрустрација и агресија на некој начин ја манифестира во пишувањето на дневник за да емотивно на некој начин се испразни. Јас тука всушност открив низ тие емотивни релации што ги гледа и што ги восприема како детето всушност гради во себе една интровертна личност повлечена која што се плаши за светот, за животот, за еднината и воопшто за тоа каде всушност тоа екзистира и го манифестира во однесувањето свое. И низ овој контакт ние свативме дека всушност детето негува во себе една интровертна, затворена природа, немокно да се дружи со другите другарчиња, немокно да биде тоа што е, затоа што постојано гради во себе чувство дека со него нешто не е во ред, заради тоа што, да кажеме во овој случај, татко му текнало дека денеска ако сум нервозен, јас ќе го исфрлам бесот и гневот на моето дете, и ова дете во себе гради па овој родител кој што јас всушност е мој родител, најблизок човек, не ме сака, не ме почитува, како во себе јас да бидам тоа што сум. Ова беше пример за едно мало дете, но ајде да видиме каков е тој пример кога сме во партнерски однос. Многу често знам да се соочам со клиенти кои што имаат вакви односи, подложни на агресија и каде што едниот или двајцата партнери си манифестираат гнев, агресија и викање, дерење, па понекогаш и физичко насилство кај некои парови. Каде лежи причината? Причината лежи што кога влегуваме ние во партнерски однос, имаме маж, жена, пример. И сега да кажеме дека жената има порив на инстинктивен гнев и агресија, односно траума која што ја тера на некој начин фрустрацијата да ја манифестира на физички начин. Зошто се случува ова? Затоа што кога носиме ние нешто што е неисцелено, имаме нешто што не тера физички агресивно да реагираме, ние се привлекуваме со личност која што всушност неизбежно ќе ги притиска тие копчиња и тригери во нас. Зошто? Зашто универзумот така функционира. Ако ние имаме порив да напаѓаме, да бидеме негативни, тогаш универзумот мора и ќе не ги носи, ама и самите ќе ги привлекуваме луѓето за да ги притискаат тие тригери во нас, се додека не бидат исцелени. Како ќе бидат исцелени? Ако оваа женска индивидуа, да кажеме, не фрла, не прави гнев, не се кара, не вика, не се дере, туку наоѓа начин да остане смирена во тие моменти, да екскомуницира за одредениот проблем, можеби, тогаш таа ја надминува својата слабост, која што на некој начин ја тера да живее во примитивното детско ниво и
прави простор да созре и да се однесува социјално прифатливо, хармонично со партнерот. Меѓутоа, ако оваа личност се исцели, невозможно е да најде после заедничко решение со машкиот партнер. Зошто? Затоа што ако оваа женска индивидуа влегла во овој однос со таква траума и со таков порив во себе, емотивно да реагира, тогаш и оваа личност има неисцелени рани од детството, која што на некој начин ја тера да привлекува ваква личност која што манифестира агресија, бес и гнев. Како тоа се манифестира во еден практичен пример? Например, еве да кажеме, Марко и Марија одат во ресторан со пријателите на ручек. И сега Марко и Марија тука нешто си разговараат, сите заедно влегуваат во некои теми и сега Марко кажува некоја икс ситуација од порано со Марија, која што била, да кажеме, негативна, али кај Марија создава чувство дека не сакам Марко постојано да ги кажува приватните нешта пред другите луѓе. И сега добро, поминуваат нештата, она го чувствува оној тригер и момент, леле, сериозен е дека пак го прави истото или пак го кажува ова на глас пред другите луѓе и на некој начин незе емотивно ја поаѓа во срце и поминува вечерата, доаѓаат они дома. И сега Марија почнува да му се дере на него. Добро, што ти е тебе проблемот? 100 пати ти кажав дека не сакам такви теми да се отвараат пред другите луѓе. И Марко ќе каже, например, ајде, аман, за глупости, стално ти нешто се фаќаш, тебе секогаш ти е нешто црно, секогаш можеш да најдеш влакна во јајцето, секогаш си ти црната овца која што секогаш има нешто да каже и да се пожали, секогаш да ме критикуваш нешто мене или не знам таму што некои вакви испадни. И Марија, бидејќи незината внатрешна потреба и вели не сакам ова да се споделува, а од друга страна гледа дека има немоќ врз Марко да едноставно да свати дека не сака едноставно тоа да го прави. Марко реагира на начин, аман ти си будала, не ме замарај во овој однос, и Марија од немоќ, што е фрустрирана, не сака тоа да го доживува, не сака да го живее, но при тоа не може да му објасни со убаво дека не го сака тоа, и таа или почнува да го вреѓа, или почнува да се дере. Па добро, јас 100 пати ти кажав, не може више овој однос вака, кога јас и ти ќе се разбереме. Значи, ние сме во проблем, ние сме во фрустриран проблем. Значи, Марко и Марија се во фрустриран проблем, кој што на некој начин Марија ја става во немок и од немок почнува таа фрустрација да ја манифестира. Значи, ако има предмет, ќе го фрли, ќе го скрши, ќе лутне врата, ќе се дере, ќе направи нешто, не знам, било што може да манифестира физички напад, физичка манифестација на тоа што го чувствува во неа. И што се случува тука? Тука се случува да живееме ние со агресивен партнер, но истовремено да живееме со партнер кој што нас не почитува. А кога живееме со партнер кој не почитува? Кога ние самите не се почитуваме себе. А зошто не се почитуваме себе? Затоа што добро познатото чувство во детството е дека мама и тато нас не почитуваа и ние сме навикнати да не почитуваат другите луѓе и на некој начин јас привлекувам и допуштам во мојот живот партнери кои што нема да ме почитуваат, ама и јас нив нема да ги почитувам зашто и мене не ме почитувале во детството и на некој начин ова е синџир кој што постојано се шири од релации во релации. И ако Марија во детството имала чести вакви примери, или ако Марија во детството била исто така потиснувана и биле потиснувани емоциите, тогаш оваа фрустрација, можеби ако детството ги потиснувала, тогаш оваа фрустрација денес очигледно ја манифестира на еден физички начин. Меѓутоа, каде лежи проблемот? Проблемот е што и покрај тоа што таа е незадоволна и Марко е незадоволен, тие упорно обстојуваат во односот. Верувам дека многу од вас знаат вакви односи или се соочуваат со вакви односи или поминале низ вакви односи, ама обстојуваат во односот затоа што на некој начин се врзани, поради тоа што траумата ги тера ова ми е познатото опкружување.
Јас тука страдам, мене тука не ми е убаво, не сум почитувана, не сум почитуван, постојано се прават нешто во кој што не сум задоволна, ама јас упорно обстојувам во него и немам храброст да излезам од овој однос. А односот оди кон правец да ние се навикнуваме на ова обкружување, исто како што нашите родители не научија да се навикнуваме во обкружувањето кое што никогаш не беше добро, а всушност принудно не наместија или не ставиле во ќош на некој начин и покрај дисфункционалните односи ние да ги гледаме, да ги сведочиме, да ги живееме и да ги восприемаме како еден вредносен систем во нас. И вака, денеска, овие индивидуи на некој начин живеат под покрив кој што не е среќен, не е убав, но се фрустрираат еден помеѓу друг, не се срекни, меѓутоа и упорно остануваат во тој однос поради познатото обкружување од детството. Токму затоа е многу важно родителите да бидат емотивно и зрело спремни пред да станат родители, но исто така колку е важно родителите да го запознаат детето со внатрешниот емотивен систем, со своите емоции и да препознаат кога едно дете чувствува и позитивни и негативни емоции, за да може да ги препознае во себе и да знае како да се носи со тие емоции. Ама ако еден родител не може да се носи со сопствените емоции, како би можел да го научи своето дете да се носи со сопствените емоции? Тоа е многу тешко, освен ако родителот не работи на себе и на овие нешта, да се поправи токму во овие односи со децата. Што значи едно дете кога е третирано како лошо и е во семејство во кое нема поддршка од родителите во регулирањето и запознавањето на емоциите, туку напротив за тоа е третирано уште како лошо и поготово ако тоа било надополнето со викање или тепање од страна на родителот, тогаш ова дете учи дека без разлика на моите внатрешни емоции кои ги доживувам, поради да кажеме X причина која што за него во овој момент е валидна и сериозна и вистинска, тоа мора да оди против себе на некој начин во овие моменти и да ја толерира таа причина која е извор на неговиот бес, а при тоа да биде казнат од родителот заради тоа што чувствува емоции и чувствува потреба која што сака на некој начин да биде манифестирана, односно емоција да биде манифестирана, а за тоа при тоа е потиснувана. Наместо да добие поддршка. И затоа што не добива поддршка од родителот, не знае ниту како да се справи со изворот кој му предизвикува очигледно бес и гнев, и поради тоа најчесто децата остануваат фрустрирани, немокни во себе и својот емотивен внатрешен свет го потиснуваат длабоко во себе и така растат научени да се прилагодуваат на надворешните околности, да гледаат дека секогаш ако нешто е негативно или чувствуваат потреба внатрешна дека не се чувствуваат баш добро во оваа ситуација, сепак да не си веруваат на себе, да се прилагодуваат надвор на светот, значи на другите луѓе, и секогаш да го бараат проблемот во себе, затоа што се научени од родителите, секогаш проблемот да го бараме во себе. Децата немаат капацитет рационално да се справат со предизвиците и затоа тука е потребен родителот да биде поддршка и насока на детето на некој начин за да ги исцели, да ги извади, да ги спознае негативните емоции од себе, но и на некој начин да ги сканализира и прочисти со тоа што ќе има некој со кој што ќе може да разговара, ќе има некој со кој што ќе може да се спознае себе, да добие поддршка, да не биде негативно третирано заради тие емоции, туку едноставно да му се даде на детето една родителска поддршка, емотивна поддршка која што ќе успее да се спознае детето што му смета него во животот, што сака да промени, каде треба да направи промена, за да може ова дете во иднина кога ќе биде зрела личност да го прави тоа на едно самосвесно ниво и со чувство дека можам да си ги препознавам емоциите и да знам дека ако нешто ми смета, ако нешто не е добро, истото да го променам. Ако некој од вас се пронајде во ова, да кажеме, тема, убаво би било да си одговорите на некои прашања. Јас тука напишав неколку прашања кои што може да ви помогнат да спознаете од каде ви произлегува овој инстинктивен бес и агресија. Значи, под прашање број 1 одговорете во кои моменти мене ми се создава овој внатрешен бес.
Под број 2, зошто и каде мислам дека ми потекнува овој бес? Значи, од каде мислам дека ми потекнува овој бес? Под 3, како можам и дали можам да најдам конструктивно заедничко решение со другата личност која ми го потикнува овој бес во мене. Под број 4, на кој спорт или хоби можам и сакам да се запишам за да го регулирам овој внатрешен наталожен бес во мене. Под број 5, што треба и кого треба да променам или да оттргнам во мојот живот кој е извор на негативни тригери во мене. И под број 6, кои методи би ми служеле за да ги применувам во тие моменти кога би се соочила, да кажам, или соочил со мојот внатрешен бес, гнев или агресија. Тоа може да биде, например, длабоко дишење. Значи, вдишувам длабоко, издишувам. Тука да се спречите себе во реакција, затоа што секоја реакција на некој начин и кармички ве оптеретува. Затоа е многу важно да се стопираме себе, дали е тоа со дете, дали е тоа со друг човек. Можете исто така да мижите, да се вратите кон себе, да се смирите малку емотивно и да го при вдишување да го задржувате здивот во себе, значи до врв на нос и по некое време да издишете многу пополека, затоа што дишењето всушност ја регулира енергијата и емоциите во нашето психофизичко постоење. И уште еден метод кој што ни е нас добро познат, изброј до 10 во себе. Нормално е понекогаш да ги чувствуваме овие емоции, бидејќи сме луѓе, не сме роботи. Меѓутоа, многу е важно да не реагираме бесно и физички агресивно во овие моменти, затоа што штом го манифестираме ние тоа, значи и го носиме во себе. Самосвесна, зрела и духовно пробудена личност ќе остане многу смирена пред предизвикот на некој агресивен или човек кој што на некој начин негативно упатува негативни зборови или прави одредени ситуации во одредени моменти, затоа што една личност која што е емотивно зрела, нема да изреагира на овој начин, туку ќе остане смирена. Ти можеш да се однесуваш како што сакаш, но јас не сум ти, јас сум јас и јас сум смирена. Фрустрацијата која што ни доаѓа во одредени икс ситуации или кога сме во околности во кои што постојано ни се раѓа таа фрустрација, тоа е патоказ дека всушност ние мораме да го преземеме животот во своји раци, да ние тргнеме по нашиот повик, по нашата душа, по нашата среќа, да се одвоиме од тие околности кои што ни предизвикуваат вакви чувства на бес и агресија и фрустрација. Затоа што сме непочитувани. А почита се учи токму во осамостојувањето и станувањето своја најдобра верзија од себе и негување на таа љубов кон себе. Ние сме, како човечка еволуција, не живееме веќе на примитивно ниво, како што тоа било случај пред таму 3-4 5.000 години и кога имало едни домородски однесувања, каде што немало никакви закони, никакви правила во општеството, меѓутоа денеска, иако постојат некои правила и закони во општеството, сепак некои нешта се многу дозволени, дури и прифатливи на некој начин, затоа што така сме научени. Тие нешта ќе се променат кога ние ќе ставиме самите граници и ќе поставиме ние бариера и почит према себе, да не може другиот да се однесува како што сака. И на тој начин ние ги учиме другите луѓе како да се однесуваат со нас, затоа што ние како што се однесуваме кон себе, така ги учиме и што дозволуваме од другите луѓе, така на некој начин и ги учиме другите луѓе како тие да се однесуваат кон нас. И за крај ќе ви дадам 3 практични примери кои што оваа агресија се манифестира на еден директен, индиректен и пасивен начин. Работев во една фирма во Office Plus, во нивната дирекција, и таму имав колешка која што беше во човечки ресурси тогаш. И оваа жена постојано, тоа беше во времето на короната, постојано присилно сите не тераше да носиме маски, беше хиперактивно, хипохондрична, и затоа што таа имаше стравови во себе и беше неподносливо емотивно и духовно стабилна, сите ние, нас 50 луѓе на спратот, не тераше да носиме маски, дури кога помина тој жустар период на некој начин за носење маски. Значи имавме некоја слобода, веќе се олабавија малце законите и правилата. Меѓутоа таа, заради тоа што
сака да доминира затоа што има моќ на надредено место, таа сакаше сите нас да не стави под ред и на некој начин вршеше притисок и не наметнуваше правила агресивно, за да ние на некој начин ги следиме нејзините правила. Ова е типичен пример на работно место каде што индивидуата прави намерни некои нешта заради личната фрустрација, личната немоќ, личните стравови и сега заради тоа што јас го чувствувам, има сите вас да ве наредам да ми служите како робови. Ова е една општо позната ситуација и на некој начин обкружување во нашето општество кое што многу фирми ден денес го негуваат. Значи таа личност постојано вршеше притисок врз сите нас и покрај тоа што вршеше притисок имаше тенденција да вербално искажува некои саркастични шеги, да вреѓа друга личност која што во нејзино присуство беше тука и така натаму. Ова е типична индиректна агресија, каде што индивидуата, фрустрацијата ја лечи на еден начин затоа што има моќ. Позицијата на некој начин и дава моќ да подредените ги малтретира. Од друга страна, имам друг пример, каде што имаме пасивна агресија. Веќе го имам и споменато мојот претходен пример кога го земав курсот по јога. Јас и покрај тоа што се трудев, и покрај тоа што го исполнив целиот курс, кој што всушност имав само ден-два да не отидам од целиот тој курс да ги исполнам деновите и кои што беа предодредени за да се земе дипломата, таа затоа што имаше некаков во себе проблем, веројатно фрустрација и некоја лична причина за да не ја даде на сите дипломата, таа мене ме екскомуницира од групата во која што бевме во јога и најде една мала, минлива и глупава причина за да мене ме екскомуницира и оттргне од самата група која што бевме, која што го зема курсот и која што и го плативме курсот. На некој начин она пасивно врши агресија во овој случај на мене. Има пристап до Yoga Alliance, која што е наводно светски признаена јога организација која што им дава на учители низ целиот свет пристап да одржуваат јога курсеви и од тоа да прават пари на некој начин и да им даваат на обични луѓе преку курс да земат диплома и да бидат јога инструктори. Но што е поентата? Поентата е што јас иако ги исполнив сите мои услови, фаля уште неколку, она затоа што имаше лична причина со мене да не ми ја даде дипломата, она најде мала ситница која што е за нејзе валидна и ги руши правилата на системот на тој Yoga Alliance, ме всушност екскомуницира и ме избриша и ме блокира, на некој начин не ми даде ниту сметка, ниту валидност дека јас сум присуствувала на тој курс и на некој начин јас остана во празни раце, бев екскомуницирана и ставена како едно ти не вредиш ништо, ти немаш право, ти немаш моќ над мене, не можеш ништо да ми направиш и сега јас тебе те шутирам зашто мене така ми одговара. И ова е типичен пример на пасивна агресија која што една личност може да ја направи кон друго човечко битие. И последната агресија која што сакам да ја споменам е примерот со мојот чичко кој што ми стално го зборувам и стално го давам како пример. Тоа е една типична физичка агресија каде што на пример човекот од немоќ, човекот од што има слабост, од што има внатрешна празнина, од што има трауми од рамките на детството кој што ги доживеал, кој што не направил, да кажеме, некаков успех во животот и се соживеал со своите слабости и примитивни мислења, уверувања и останал на едно примитивно ниво, овој човек всушност затоа што не сака да биде повреден неговиот идентитет, во овој случај кај мојот чичко беше имотот и поседувањето и тој беше во своја улога дека таа куќа во која живеевме сите е само негова, дека ние немаме право во таа куќа и затоа си правеше што сака. Како што и во многу случаи во ова општество. Значи, секој си прави кој што сака, во својата умисла, во своето кревко его, дека тоа е негова замисла, дека тоа е негово право
и негов став и навистина тие веруваат дека тоа е така и за тоа си даваат право и всушност да реагираат агресивно. И кога јас се изборив дека не сакам постојано да ми бидејќи сечеше нешто, постојано лупаше во дворот, и кога јас го дигнав мојот глас да кажам не сакам да ми бучиш во дворот, јас учам, јас читам, јас сакам да бидам во мир, тој мене физички ме нападна. Значи, ова е физичка агресија која што се манифестира врз повредување на или доаѓање во кревкоста на туѓото его и човекот сака да не му биде загрозена неговата екзистенција, да не биде загрозено неговото на некој начин функционирање кое што за него е нормално и сега јас имам право да ти правам што сакам, ти немаш право да го кажеш своето мислење, својот глас и затоа јас имам право врз тебе да се однесувам агресивно и да едноставно те екскомуницирам и да едноставно те нападнам или било што да направам само за ти мене да не ми сметаш во тоа што јас сакам да го правам и мислам дека е мое право. Ете, со овие примери кои што ги давам од мој личен пример, сакав да го заокружам ова видео да видите како на различни начини може агресијата да се манифестира. Намерно го направи видеото волку долго затоа што агресијата во Македонија доминира. Агресијата во Македонија се манифестира и низ никнување на згради на секоја ќоше, затоа што и покрај народот што му смета и покрај народот што не сака постојано згради, што не сака постојано да има бучава околу себе, сепак политичарот, сепак системот присилно му наметнува нешта кои што на нив лично им одговара, а не на народот. Од друга страна, присилно имаме ситуации на постојано лупање, правење на брчење, правење на домови, реконструирање на куќа, на зграда, на било што во часови кога е предвидено тоа за мир, за луѓето кои што живеат во малото да бидат по мир, меѓутоа тоа се руши и си правам ја што сакам. Понатаму во сообраќајот, свирење, влегување присилно во лента, постојано пцуење, значи тој момент на агресивно присилно наметнување на себе си и манифестирање такви агресивни нападни акции кажува за едно општество, кажува за тоа какви сме ние, што лежи во оваа држава и какви сме ние во себе длабоко, колку сме останати на тие инстинктивни примитивни трауми. И ќе го заокружам ова видео со примерот што го видов од нашиот државна болница, каде што всушност доктор на одреден оддел во државна болница или каде и да беше, ги малтретира, физички ги напаѓа своите вработени и вработените на некој начин што мораат да работат, што се во страв да се излезат од тоа работно место, зашто немаат каде да одат, тие трпат неправди. Ова се трауми кои што секој човек треба да ги освести во себе, затоа што секое трпење на физичка агресија е всушност негување на мазохистот во себе, кое што било еден ден детето кое што трпело агресија и од другите луѓе, од блиските луѓе и било научено да се прилагодува дури кога има и неправда. Од друга страна, овие луѓе треба да се тргнат од системот, да се тргнат од работните места, меѓутоа не се тргаат зошто? Затоа што на системот кој што ја вработил таа личност му одговара на некој начин да биде на тоа работно место. И тоа кажува каква е политиката и системот во Македонија. Ова нека биде освестувачко видео за сите и се надевам дека со ова видео ќе придонесам во будењето на свеста и прекинувањето на циклусот на овој систем на владење во овој 21 современ век во кој што треба да живееме многу демократски, многу смирено и многу хармонизирано, а не да преживуваме. Ви посакувам убав ден, а ние се гледаме во следното видео.